Независен 24-часовен мониторинг на цементара Усје, објавување на резултатите од мерењата јавно, дислокација на Усје се дел од барањата кои граѓаните и представниците на граѓанската иницијатива Стоп за Усје ги испратија на денешната втора блокада пред цементарата. Од блокадата им порачаа и на институциите, но и на цементарата дека им даваат жолт картон за непостапување. Дека Усје и индустријата е број 1 загадувач во сите градови. Истото беше и со Тетово, значи Јувохром, додека работеше, Тетово беше позагаден од Скопје. Најзагаден град во Скопје. Затвори Јувохром, се преполови загаденоста. Истото ќе се скопи кога ќе затвори Усје. После секоја најава за протест викаат, излагаат со некакви пресови, со некакви извештаи, изјави дека они колку не загадуваат и така натаму. Со тоа само уште повеќе докажуваат дека они се тие, пошто знаат се, имаат мувата на капата. Предупредувам дека загадувањето не е само еколошки проблем, туку сериозно кршење на човекови и детски права. Тогаш реков и денес повторувам, кога институциите дозволуваат загадување, тие свесно го загрезуваат правото на живот на децата. Цементарница заслужува веднаш да се тргне. Веднаш да се тргне. Затоа да не се подлегнува на лагата дека што ќе постигнеме со протест. Зошто да одиме? Па еве само од протестот, само нашиот став покажа дека може да се влие на загадувањето. Од цементара Усје пак преку соопштение кажаа дека нападите кон нив се тенденциозни и не се засновани на факти. Според нив, компанијата не е главен загадувач на Скопје. Дека компанијата не е причина за ваквите состојби, покрај другото зборуваат и фактите од последните неколку дена. Имено поради редовен ремонт, двете печки не работат, едната од 20.12.2025 година, а втората од петокот на 16. јануари 2026 година. И покрај тоа што Титан Усје целосно не работи, во петокот на 16. јануари највисоката вредност на ПМ10 частичките достигна 275 микрограми на кубен метар, во саботата на 17. јануари 250, во неделата 18. јануари 143, во понеделникот 19. јануари 2026 190 и вчера вторник 20. јануари 221 микрограм на кубен метар. Оваа состојба се потврдува секоја година. Од граѓанската иницијатива порачаа дека доколку не бидат испочитувани нивните барања, ќе продолжат со блокади.